civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден, разговараме со Благица Димитровска од Инклузива. Па би ја прашале како го оценува изборниот процес, односно како помина изборниот ден по првиот круг од гласањето. Добар ден на сите, благодарам на поканата. На првиот ден на изборите помина што е најважно мирно. Ние овој пат немаме наблюдувачи на гласачките места, но процесот го наблюдувавме од нашата канцеларија, така да се јавуваа гласачите, но и поранешните наблюдувачи од сите градови кај што имавме. Значи имавме наблюдувачи од сите региони, така имавме и пријави од сите региони. Најголемите пријави беа повторно за непристапноста на гласачките места, за лицата со телесна попреченост, но и за лицата кои имаат слаб вид или кои се слепи, затоа што не можат безбедно да пристапат до гласачкото место или воопшто не можат да пристапат. Така да не е сменето ништо во однос на непристапноста што во минатите избори проценката е 76% непристапни гласачки места. Голем број од нив, од гласачите со попреченост, не можат да гласаат токму тие причини. Ретко кој од нив сака да гласа во домашни услови, затоа што има нивното човеково право е да пристапи како секој гласач до гласачкото место. Најголемите забелешки што ги имаме, освен за непристапноста, е за материјалите за гласање. Овој пат имаме 68 пријави од различни градови дека граничникот за подпис и сликовитите прикази ги нема на гласачките места. Ние се обративме и до општинските изборни комисии, од таму ни кажаа дека воопшто не пристигнале од магазините. Граничниците не ги подготвуваме ние, но сликовитите прикази лично ги однесовме во магазините, поделени по градови за сите гласачки места, за 3480 гласачки места. Од пријавите, само во 4 града се идентификувани овие материјали. Така да сметаме дека прашањето, ако беа во магазините, тогаш како стигнале до овие само 4 избирачки места, а до другите избирачки места не? Така, и ние тоа прашање го поставуваме, веќе се подготвени за вториот круг. Денеска ќе бидат доставени во магазините во Државна изборна комисија и очекуваме дека ќе ги има, затоа што ова се неопходни материјали за поддршка на сите гласачи, не само за гласачите со попреченост. Овој пат, поради новиот начин на идентификување на гласачите, се создаваа големи редици, така да овие материјали беа повеќе од потребни. Имавме една пријава од Охрид, каде што лице кое има оштетување на рацете, не му беше дозволено да се идентификува со левата рака, бидејќи десната рака не му е во функција, и пријави кај нас, и лицето се мачело за да може да се идентификува со десната рака. Тоа не смеа да го прават, затоа што во правилникот, во упатството што е донесено за гласање со терминалот, идентификување на гласачот со терминалот, убаво пишува дека може лице кое нема десна рака или кое има оштетување големо на десната рака да биде идентификувано со лева. Така да имаше со лична карта, можеше и на тој начин да се идентификува. Така, значи тоа е идентификувано после, ама упорно барале со десната рака, што не е во ред. Така да ги следиме сите оние процеси во однос на гласачкото право за лицата со попреченост, ќе продолжиме и во вториот круг и ќе видиме што ќе се случува, ќе подготвиме извештај и јавно ќе го презентираме. Но и на денот на изборите можеме преку вас да кажеме што се случува.
Да, знаете дека Цивил секогаш е отворено и ќе отстапи простор да кажете вашите видувања, кои се прекршувањата на правото на глас на лицата со попреченост. Кои се вашите препораки за вториот круг? Значи вака, избирачките одбори се нови, но овој пат избирачките одбори на две места, во две општини ги барале материјалите од општина изборна комисија, што за прв пат се случува, значи едукацијата била добра, според тоа ние правиме проценка, но од општинските изборни комисии соопштиле дека воопшто не се пристигнати кај нив тие материјали, затоа и не се доставени. Значи, овој пат ќе следиме и дали се пристигнати и дали се поделени, па да имаме точна информација за да информираме. Ова од две општински изборни комисии ни соопштија дека воопшто не се доставени. Ние се обративме и во магазините во Државна изборна комисија, нивните видувања се други, дека некои не сакале да ги подигнат, но и дека немале доволно време. Ние знаеме дека измените на изборни од закони се донесоа во пресред на изборите и дека сите беа во една голема гужва, но за вториот круг имаат време да ги исправат сите овие проблеми што се појавија на гласачките места. Исто така имаме прашања, бидејќи во новите измени од изборниот законник е дозволено и лицата со одземена деловна способност да го остварат своето право на глас. Се јавуваа лицата со одземена деловна способност на кој начин да го остварат и да се запишат во избирачкиот список. Ние го прегледавме сега изборниот закон, уште нема упатства за овие гласачи, но ќе го патиме на гласачките места, ако се јават пак кај нас, за да се го остварат правото, затоа што веќе нивното право го штити изборниот закон. За прв пат на листите за советници забележавме 7 лица со попреченост. Ова е голем напредок по сите оние напори што ги направивме за политичко учество на лицата со попреченост. Од овие лица 3 беа носители на листи. Овие носители на листи може да станат и едни председатели на совети, што директно ќе делуваат на локалните политики да бидат подобри за оваа категорија на граѓани. Кампањата беше до некаде пристапна, значи се следеа оние упатства што ги даваме постојано во однос на материјалите, во однос на фонтот на буквите и се што се користи на печатениот материјал. Така да во тој дел можеме да забележиме напредок. Во дебатите на политичарите се уште нема вклучена невладина организација или лице со попреченост кое директно ќе учествува преку медиумите и ќе ги каже залагањата за лицата со попреченост. Во програмите на делот кои ги наблюдувавме на кандидатите за градоначалници, постоеше во програмата и дел за лица со попреченост. Некои ветувања се нереални, што знаеме дека ни за 40 години нема да се остварат, а не за 4. И нашата забелешка е ништо не мора да прават посебно во програмата за лица со попреченост, туку сите проекти што ги предвидуваат да бидат инклузивни, односно овозможени и за овие граѓани. Не можеме да се залагаме за инклузија ако уште во програмата ги делиме посебно. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.